Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во најновото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. Денеска продолжуваме со анализа на серијата на интервјуа кои што ги прави Билјана Секуловска за порталот ТВ Нова. Овој пат таа прави интервју со ќерката на сега покојниот академик и уметник Томе Серафимовски. Бајар беше, скулптор. Да, на Македонија. Бајар, да. Значи, ова е од 2 јули. Еве, ние директно одиме на она што нас не интересира тука. Секуловска го поставува прашањето кое е официјалното образложение за што беше лустриран вашиот татко. Серафимовска. Татко ми беше лустриран од причини кои мене лично не ми се јасни, а и нему беа јасни, затоа што мислеше дека тоа што го правил во тоа време било должност на еден чесен граѓанин. Во неговото време, кога тој бил активен млад, бил на специализација во Париз, каде што живеел, можам слободно да кажам дека голем број интелектуалци што тогаш биле во Париз се состанувале како членови на Комунистичката партија, каде што разгледувале одредени работи што се случува со диаспората во тоа време. Тоа е од 64 до 69 година. Сакам еден брз коментар да дадам пред да навлезеш ти во твојата анализа. Тоа што женава господјава Серафимовска вели дека соработката со тајните служби, кодошењето на активностите на граѓани на Југославија тогашна, го сметале за должност на чесен граѓанин. Да. Сега, моралните вредности со кои ние како македонци, како христијани од веќе скоро со 1500-2000 годишна традиција, еден од законите Божите заповеди е да не се кодошиме. Да. Да не лажеме за нашите соседи и да не се кодошиме. Значи, ова е една морална вредност која што го представува оној судир за кој што ние впрочем зборуваме за значи традицијата на која е заснована ова западна демократија, цивилизираниот западен свет се заснова на христијанството. Да. Сите вредности кои што ги влече тој цивилизиран западен свет, ги влече од својата христијанска традиција. И оваа комунистичка традиција која што не почитува ништо. Да. Повели. Па јас ке почнам малку од последното. Таа што го говори. Вели вака. Голем број интелектуалци што тогаш биле во Париз се состанувале како член на Комунистичка партија. Да. Каде се разгледувале одредени работи што се случувале во диаспората во тоа време. Франција е капиталистичка држава. Да. Дали Југославија, како што таа, бидејќи честни граѓани живееле во неа и таа е демократска држава, ќе дозволела странски студенти од капиталистички држави во Југославија да се состануваат и да зборуваат за капиталистичка идеологија. Па добро, сега зарем Франција не е дом на првата комунистичка интернационала. Ама тоа е така, ама Франција е капиталистичка држава. Да. И таа била дом на првата интернационала. Да. Но тоа е заради нената демократија, а не заради неното комунистичко уредување. Тука е разликата. Да. Тоа е баш поента на ова што сакам да го кажам. Сакаш да кажеш да во Југославија да се сретнувале интелектуалци од Франција. Од Франција со антикомунисти, дали Југославија би дозволила да се сретнува. Да. Тоа е, тука е она што господјата Серафимовска, другарката Серафимовска, и татко и требале да го разберат. Да. Што е разликата меѓу една капиталистичка држава, каде што татко и неговите соистоmišljeници од просторот на Југославија без проблем се собирале, се договарале кога ќе кодошат, кој не бил на линијата на Титовата доктрина,
тој треба да се кодоши, кој бил против Југославија, таква каква што е комунистичка, недемократска, која не дозволува и некакво мислење, сето тоа. Тоа за нивниот кружок било прекршок кој треба да се пријави на комунистичката власт. Да. Меѓутоа, не знам дали тоа го утврдува досието, барем ова што е приложено во лустрацијата на Томе Серафимовски. Тука во неговото досие, во неговото кодошко досие, таа вика дека таа Серафимовски се состанувал со други припадници. Јас кажам зошто се состанувале. Да. Тука во досието се зборува дека тој впрочем кодошел против непријателската имиграција, четници на усташи. Ама тоа го правеле тие. Се споменува некој Стојановски Душко, кој имал непријателски истапи и бил поврзан со македонската имиграција во Белгија. Ама јас тоа го кажав. Да. Тие на тие нивни состаноци разговарале кој од емиграцијата, кој од Југославија, не бито дали е македонец или веќе тоа било малце пошироко друштво, не било само од македонци, туку од просторот на Југославија. Тоа е оперативните позиции се состанувале во дирекцијата и ги разменувале искуствата. Значи сакаш да кажеш тука, впрочем, на овие собири на членовите на комунистичката партија, тие ги дискутирале неподобните и непријателите, тие дискутирале непријателската имиграција и тука започнувале тие прелиминарни извештаи кои што понатаму биле пренесувани. Така да, ова е многу сериозно. Самата признава дека, видите, таа вика многу јасно. Се состанувале како член на комунистичка партија, каде што се разредувале одредени работи што се случувале со диаспората во тоа време. Кои се тие одредени работи? Непријателска диаспора. Да. Така во сите досие диаспората е непријателска. Да. И што сака сега таа? Повели. Дали сакаш сега да ја дискутираме резолуцијата или подоцна? Па мислам сега, нема што да зборуваме повеќе, само за да го објасниме сега преку резолуцијата, она што не е јасно на неа, зашто татко е илустриран. Да. Еве повторно ова што го дискутиравме кај Фрчковски, еве го повторно да го повториме. Значи резолуција 1096 мерки за растурање на наследството на поранешните комунистички тоталитарни системи. Да. Оваа жена е впрочем наследството сега во една буквална смисла. Таа е наследството. Да. Значи го продолжила она што го правил таткој. Да. Сега дали кодоши или не, тоа не го, но таа е ментален продолжувач на наследството. Да. Ментален комунист. Значи, не само значи физички и буквален наследник на ментален. И тоа е неголемата опасност. Значи точка 6 тука би била соодветна, која што вели дека овој процес мора да вклучува трансформација на менталитетите. Исто така точка 7 која што вели дека кога некое лице јасно постапило спротивно на човековите права, тврдењето дека постапило по наредба не исклучува ниту незаконитост, ниту индивидуална вина. Значи, ова е резолуција која што се обидува поранешните комунистички држави да ги претвори во цивилизирани европски држави. Демократски општества, така. Да. Исто така треба да се спомне и ова, донесувањето и судењето и казнувањето на лице кое е било лице за кое е било дело или пропуст кое во моментот кога е сторено не представува кривично дело според националното законодавство, но кое се сметало за кривично дело според општите начела на законите признати од цивилизираните нации е дозволено. Значи, сега, овие луѓе, сите овие одбрани што ги даваат за себе си, дека, ама, тоа така беше во тоа време, нели? Ама тоа може да поминат само пред нивниот партиски суд. Кај сега во Македонија пред овие обвинители, пред оваа судство, ќе поминат таква одбрана. Да. Но
Овдека има уште едно во резолуцијата. Лустрацијата се однесува на прочистување на политичко-општествениот состав од лица кои минато се покажале, кои минато не покажале никаква посветеност или верба кон демократските принципи и немаат интерес или мотивација да направат транзиција кон нив. Од нејното интервју цело што го дава и што го цитира Таткој, јасно е дека Таткој воопшто не сакал да прифати никаква промена, а бил академик. Да. Иронична, интересна работа е што сите овие обиди нивни да ја дискредитираат лустрацијата, тие само ја потврдуваат нејзината потреба и ја го потврдуваат она што го напишале луѓето во резолуција 1096. Ајде ќе одиме понатака, доволно. Тука има уште натака, уште поеклатантни примери кај што. Да. Понатаму Серафимовска продолжува. Меѓутоа дома имаш ручек, имаш вечера, луѓе ти идат. Значи тука сака да каже да дадеме контекст. Претходно зборува дека Таткој не сакал да оди да дава изјави во полиција, меѓутоа исто времено викал, ама добро, вујко ми е милицаец, инспектор во СДБ. Па зашто ако некој треба да напредува, ќе му ги давам нему изјавите, па тој нека напредува. Значи нема проблем, во суштина нема проблем со давањето на изјави, туку ете едноставно сакал семејството да си го заштити. Ама уште една работа, ова е многу манипулативна изјава за пред јавноста, дека тој не давал никому изјава. Него Вујкото сега пак Вујкото на Таткој, таа сега него го злоупотребува, дека ги користел семените вечери и средби да прави службени белешки, што е ноторна лага. И што не е, значи, веќе веднаш се гледа ликот на една комуњара, кога треба се заштити себе си. Веднаш го отпишува првиот роднина. Бидејќи во досието на Томе Серафимовски постојат рачно од него пишувани извештаи. И сега како може да Вујкото да му ги пишува? Значи како оди сега да го дочитаме тоа статут. Меѓутоа дома имаш ручек, имаш вечера, луѓе ти идат, ти одат, нели доаѓаат вујковци, правиш муабет, ти си на семеен ручек. Тоа е роден Вујко, на мајка му брат. Значи може да направи муабет дома, веројатно со него. Можеби тој Вујко буквално она што го викал Томе, дека ќе напредува тој, можеби заради тоа дал некаков извештај кај што стои дека со внук ми бев. Не стои со Томе Серафимовски бев. Не е тоа официјален документ. Добро, не е тоа официјален документ, меѓутоа има во лустрацијата на Томе Серафимовски има неколку белешки, има и белешки кои што се пишувани од негова рака, ова ќе го додадеме таму, кои што се обемни извештаи во однос на активностите на југословенски имигранти во она што го разадува со Франција. Да. Еве на пример, ова е еден извештај печатен од 7 страници и уште скоро 2 страници коментар, официјален коментар, односно службен коментар. Имаме една пишана изјава од 3 или 4 страници. Има друга пишана изјава од неколку страници. Така што не бил Томе Серафимовски така некое невино бајче. И што на вечера на седенки, што на Вујко му што ке слушнал, го прибележувал после и го нудил како негова службена белешка. Да, и има уште нешто тука, а тоа е фактот што ќерка му сугерира дека тој кога дошел од 64 до 69 година, меѓутоа во досието има белешки од 74 година, 75-та си извинувам, и 76-та. Значи кога се враќа веќе си продолжува со дејноста, нема тука со пирачка. Да.
Така да... Одиме ли на следното? Да, последното, да не должи многу емисија, да направиме пократка. Секуловска, како вашиот татко ја доживеа лустрацијата, а како вие како негова ќерка? Серафимовска. Јас морам да кажам дека тоа ми беше многу тешко. Сега можам да кажам дека ми беше тешко затоа што и жив кога беше, јас никогаш не му го реков тоа. Меѓутоа дома си правев муабет со децата, со сопругот, со фамилијата. Тој никогаш не сакаше да признае дека му е тешко. Кажа дека нема да се жали, дека не признава. Многумина го упедуваа, ако не се жалиш, утре може ќе се смени законот, зашто не се жалил, никој не може да се жали. Велеше, не сакам ниту моите деца да се жалат, ниту јас да се жалам, ниту признавам. Сега, признавам. Има непобитни докази. Значи, кај негово праша нешто друго. Неговата убеденост дека во интерес на партијата, во интерес на идеологијата, слободно можеш да кодошиш, да уништуваш човечки животи, човечки да манипулираш со човечки судбини и така тоа е, не треба да се одговара за такво нешто. Тука е проблем. Значи, човекот јако е академик. Тоа е еден врв кој го постигнува човекот во општеството. Тој во себе нема душа. Нема ништо, во него нема ништо човечко. Наместо свесен е дека кодошел и да ја признае грешката, да си го, да каже, да, такви беа времињата, за да напредувам во службата, сум го правил тоа. Денеска се извинувам, но сум и спремен да ги поднесам консеквенциите за тоа. Барем така, на крајот на животот, да се покае за злосторот кој го направи. И да покаже малку човечност. Ама еве или па да покаже некаква си кичма, зашто вика дека верувал во тој систем, Да. дека верувал дека така требало да се однесува чесен граѓанин, зашто едноставно не каже да, признавам, тоа го работев, затоа што јас верував во тој систем. Ама пак треба Еве, да не мора да каже дека признава грешка, едноставно да признае дека тоа било според него исправно однесување. Да. Ама како човек со совест ќе признае дека е грешка, бидејќи му е свесен што бил комунизмот. Се отворија досијет, ајде не знаел за тогаш. Да кажеме не знаел. Се отворија досијета, излегува на видели на зверствата кои ги правела комунистичката партија кон собствените граѓани. Да. Не може човек да не почувствува грижа на совест. Зборам за човек кој има барем малку совест. Овдека се работи за ортодоксен тврдокорен комунист. Да. И тука е проблемот. И ваков човек да не илустрираш. Тоа што како ќе биде, како ќе се прекине со минатото, со ништата од минатото. Да, едноставно да се испушти да се илустрира ваков човек е шлаканица во лицето на оваа резолуција за точно така. И рушење сега на тој средствата останал академик до смртта. Да. Бил во мано. И покрај тоа што бил илустриран, Илустриран, повторно останал. Ама, значи, сега има ли овдека нема ли продолжување на ставот еден резолуцијата? Како беше? Дека е многу. Не, првиот е наследството на поранешните комунистички Што е тоталитаристички ова? системи е длабоко. Да, колку има во ману такви? И ова е причината зошто старите структури и мислени образци треба да се демонтираат и надминат. Тоа е, еве, уште еден пример, уште една потврда колку комисијата била во право. Да. Што сега нема место да разговараме дека Томе Серафимовски е некоја Невина жртва. невина жртва, како невина жртва со такво размислување, со таков
менталитет, ментален склоп. А сега уште да не зборуваме колку бенефити тој уживал во неговиот живот. Тоа Тој значи уште во 70-те години бил директор на театарот во Гостива. да. Понатаму значи станал Се- академик, член на академијата на МАНУ. Таму што работат тие во МАНУ? Ништо зима пари. Зимаат пари. Да. И на пари зимаат уште и тие Пари, пари зима, повторно. пари. пари Е, во страна. така. И сега има уште нешто, мислам, последно што си го издвоил. Не, уште, Уште две работи има. да. А, Така го Ќерката- опишува татко и сега. да. Ова е многу... Ќерката го опишува Серафимовски, таа вели: "Томе секогаш од како се родил е левоориентиран." Ние сме такво семејство левоориентирани. Значи деца на Каин. Дали е СДСМ, дали е не знам кој, тој бил левоориентиран, никогаш не бил десноориентиран. Никогаш не бил член на ниедна партија, никогаш. Тој не беше никаде, не беше ничии. Да го ориентиран. Тој А си сега беше- тврди дека... Тој си беше со свое лево убедување. Да. Па не може, тој му беше Тито партија и ништо друго. Е, како не е Не беше ориентиран. ничи, не бил ориентиран, беше Тито партија и ништо друго. А морам да кажам дека во денешно време беше наклонет на СДСМ, ајде. не беше на ВМРО ДПМ никогаш наклонет. Сега, ова е... Мислам, дали треба да коментираме вакво нешто? Тоа му беше Тито партија и ништо друго. Сам, Како тој... ако никому не припаѓал тој, Да, тогаш зошто чувствувал обврска да кодоши и да соработува со службата? точно. Таа негова соработка, сега има една работа тука што во досегашниве случаи што ги разработувавме, немаше контекст ваков. Меѓутоа, овдека станува збор за човек кој што шпионирал во Франција помеѓу непријателската диаспора, особено од Хрватска и од Србија. Да. Тој и во досието негово се стои дека обработувал четници и усташи. Македонската диаспора од страна на службата никогаш не била обработувана како што, особено како што била обработувана усташката, односно што сакам да кажам, атентатите не биле речиси никогаш употребувани Да, против да. македонската диаспора. Еви и оној со Шамевски што наводно беше атентат, нема според врска, дека не е нема, атентат. тоа е Значи манипулација македонската тешка, служба да. не се користи со мерката атентат. Барем во тој период. Па немала такви лица кои требала да ги ликвидира. Да, сега има нешто тука, дали е едноставно нема да Според со навлегуваме. усташката, Да. зборам за бидејќи усташката диаспора уфрлила групи во Југославија Да. покрене востание, такви групи немала Македонија, Нема, тука е таа Убиствата, атентатите врз македонци се случуваат за време на Кралска Југославија. да. Значи, од после оние чистките таму, од 46-та наваму, Веќе нема. македонската служба во однос на македонската непријателска диаспора и македонските внатрешни непријатели не се користи со атентат. Таа ги уништила, службата ги уништила во Македонија. Да, Ги меѓутоа, ликвидирала во Македонија. меѓутоа со усташите знаеме дека има некоја серија на Да, атентати тоа меѓу 20 и 50 или некаде, така 50 некаде. така некаде. Бројката не е така малечка. И сега, овој човек кодошел против усташите, што значи дека во некоја смисла додал Може би учествува во некоја такво кодошење. додал На некоја усташи и на информација. четници. Да. Да. На оние кои се бореле за својата идеологија да ја спроведат во Хрватска и во Србија. Легален начин на легално имале право на тоа. Легитимно имале право на Да, тоа. и според Југословенскиот устав Да. имале право на такво нешто. Значи, овој човек на што реков на еден начин или на друг допринел со додавање на информации, дали потврдил нечија информација, не е важно, меѓутоа и тој учествувал во таа игра каде што доаѓаме до вршење на атентати, на убивање на родители, на оставање на деца за сираци, па дури имаме и случаи посебно со хрватската имиграција каде што се убивани и деца. Србија. Српска Српска во Чикаго е убиено дете од 7 години.
Значи, тука не Избодено зборуваме... со 42 бодеша со нож. Да, значи Тоа тука не е- зборуваме за некои детски игри, не Да. зборуваме за мижи татара, не зборуваме за сериозни работи каде што луѓе страдале, биле убивани деца, биле оставани деца на улица. Така што да, тешка е моралната обврска, тука е голема. тато не беше превесен зборот. Совеста малку барем ако имал совест, на крај ќе признал, да, јас сум. Но ето тоа Нема се левичар, тој си вика дека си е левичар, Да, и дека нема совест. Да, тоа е точно. роден левичар. Да. Значи човек оперисан од Да. од човечки морал. И ајде пред да појдем на последното, само една Хрватскиот академик Ралица има многу добра дефиниција за демократија. И мислам дека додека не почне не се поведе тој тест во Македонија, дека ние нема да мрднеме чекор напред. Тој вели многу јасно. Луѓето кои го осудуваат фашизмот се антифашисти. Но луѓето кои го величаат фашизмот се фашисти. Луѓето кои го осудуваат комунизмот се антикомунисти, кои го величаат се комунисти. Но луѓето кои не го осудуваат и фашизмот и комунизмот еднакво, не може да бидат демократи. Значи, ако го осудуваш само едниот систем, едната идеологија, ти си или комунист, или си бидејќи антифашизмот е само припаѓа на една идеологија. Не си демократ, не ги осудуваш двете подеднакво. Без подеднаква осуда комунизмот и фашизмот не можеш да бидеш демократ. Двете тие идеологии се соторнички. Да, па и антифашизмот антифашизмот се дефинира како негативна појава, значи антифашизмот е против фашизмот, меѓутоа не се дефинира што е. Што е? Затоа што не е фашизмот единствена алтернатива. Тоа е целата поента на Ралица. Тоа вели јасно. Ако не ги осудуваш двата тие система, не можеш да бидеш демократ. Или си комунист, или си фашист. Да. Крај. Да. Немаш што да понатака. Доводиме. Одиме со последниот цитат. Прашањето од Секуловска е дали е можно да се спроведува лустрација без политички мотиви на политички прогон. Серафимовска дава одговор. Секое време си носи свој белег, комунизмот па плурализмот. Како што се менува системот или времето, едното со другото не соодветствува, затоа се сменило, затоа што тоа претходно не било добро, нели па вие сега ова другото е многу добро. И сега тука ние секогаш ќе имаме расчекор, генерацијски во размислувања. Јас не знам зошто е таа лустрација воопшто. Мене апсолутно не ми е јасно. Нема потреба. И ако е за нешто, треба најмалку да биде за политичка. Треба најмалку да биде политичка. Затоа што лустрацијата беше да не биде политичко прогонство. Комунизмот не чинеше заради голи оток, а сега нас ни требаат многу голи отоци. Па е повторно да се вратиме на резолуцијата за да видиме зошто беше Да е подсетиме господја другарка Серафимовска. Резолуција 1096 мерки за растурање на наследството на поранешните комунистички тоталитарни системи. Наследството на поранешни комунистички тоталитарни системи е длабоко. Опасностите од неуспешен процес на транзиција, еве зошто лустрација требаше. Опасностите од неуспешен процес на транзиција се повеќе кратни. Во најдобар случај олигархијата ќе владее наместо демократијата, корупцијата наместо владењето на правото и организираниот криминал наместо човековите права. Ете зошто оваа лустрација да и се разјасни на господјата Серафимовска. Сега што е овдека многу чудно. Телевизија, ова нова, или како е? Да, Нова ТВ. Нова ТВ е финансирана од Холандска амбасада. И соработниците Борјан Јовановски, мислам сестра му Светлана Јовановска се дописници од Брисел.
Борјан добива непрекинато некои грантови и таму е. Значи луѓе кои ја протежира силно Македонија да стане членка на Европска унија. Односно го промовира промената на името и промовира сите овие отстапувања во име на влегувањето во ЕУ. Сега. Резолуцијата е донесена од Советна Европа. Вакво антирезолуцијско работење, антиевропско работење, зар може да се очекува телевизија од медиум кој почива на европски пари и кој наводно е проевропски ориентиран? Има ли логика? Нешто тука не штима. Навистина нешто тука не штима. Исто како што не штимаше она изјава на Хан пред 2 години сега веќе, кога рече дека референдумот треба да го спроведеме на балкански методи. Нешто тука не штима. Дали навистина има можеби струја во Европската унија која што можеби нема навистина желба да ги види овие балкански држави да влезат во Европската унија. Па затоа финансираат вакви саботажи на процесот на демократизација. Да. Или пак тие се наивни европјани, куртуазни финци, кои што продаваат финоќе и кои што навистина не им е јасно како функционираат овие балкански преваранти. Бандити. Што и тоа е можно, имаме случај дека значи живееме помеѓу западноевропјани и гледаме колку се тие понаивни. Да. Бидејќи се навикнати да живеат во општество каде што довербата е на едно високо ниво. Каде што закони се почитуваат, устав се почитува. И каде што едноставно луѓето имаат желба да направат општество кое што е функционално, за да можат покомотно да живеат, за да не живеат добро. За да знае дека законот ќе се однесува за сите. Можам јас куќата да ја оставам отклучена и отворена, колата да ми остане со клучот во неа. Значи, тоа е една култура која што е градена во Западна Европа околу 1000 години и сега, можеби навистина им е тешко на тие луѓе да сватат дека можат да бидат изигрувани на овој начин. Меѓутоа, како и да е, факт е дека овие кои што важат за најголеми европејци во Македонија, се оние кои што најмногу го саботираат процесот на демократизација и европеизација на Македонија. Затоа јас во последната емисија од овој серијал, за Фршковски, најавив дека работиме да пратиме писмо до холандската амбасада, до Холандија, холандските две амбасади и Министерството за външни работи, да го објасниме ова што го работи медиумот кој е спонзориран од нив. Друго немаме. Но да се вратиме пак на ова што го... Има тука уште една многу битна работа. Таа вели дека комунизмот не чинел заради Голи оток. На Голи оток се вкупно затворени. Околу 12.500 затвореника. Значи, од цела Југославија, и тоа е внатре идеолошки судир. Судир во комунистичката идеологија. За избор на правецот по кој ќе ја вода држава. Дали по сталинистички модел или по Титовиот модел. Или поточно за судир за избор на вистинскиот лидер. Да, тоа е. Значи, тој се бандити. Нема никаква разлика. Истите мерки ги употребуваат во владењето. Се работат исто. Пред да станат комунисти, ниту едниот, ниту другиот не биле некои теоретичари, туку и двајцата биле бандити кои што... Виделе дека тука има шанса да се дограбат до власт. И сега, ако за 12.500 вкупно таа вели дека се жртви, што правиме со оние стотици илјади само македонци кои се прогонувани од службата. Да, 120.000 кои што ги забележува 136.000 во 66-та година. Да, 66-та година. Што сега? Како таа не ги знае тие жртви?
како не знае дека вкупно денеска во Македонија има 350.000 соработника на службата. Тој апарат во кој таткој учествувал, знае што работат таткој. Тие 350.000 соработника. Колку луѓе прогонуваат денеска во Македонија? Па, види сега, зошто не изе да ја гајле? Не, зошто не изе да ја гајле? Нема потреба да ја гајле. Значи, таа си вика дека си е левичарско семејство, значи тие немаат совест, зашто нема христијанска совест кај нив, нив нема што да им лежи на совест. Јас се надевам дека ќе ја погледне оваа емисија. Некој ќе ја послуша. За да слушне дека тоа што го зборува им прави лошо на своите деца. Ги воспитува како таа што е воспитувана во тој дух. Тие деца, кога тогаш Македонија ќе стане демократска држава. Тие деца ќе ги воспитуваат своите деца такви и ќе ги направат инвалиди во системот. А повторно бидејќи тие луѓе немаат, значи повторно како бидејќи се левичари, тие гледаат од денес за утре и гледаат само за себе. За нив семејството не значи ништо. Ама еве јас си пренесувам порака што ќе се случи. Тие да има осет за нивните семејства, немаше да бидат левичари, немаше ајде да кажеме до кај тамо 30-та година кога не се знаело ништо за комунизмот, па можело да се комунист. Ама ти да си комунист сега денеска во 2020 година, после 100 години комунизам во Русија, 70 години во Кина, југословенскиот комунизам 45 години. Сите последици на тој систем и повторно да бидеш комунист денеска. Ти си оперишен од секаква совест. Колку размислува, колку е сака да ја види, таа вели вака. И сега тука, ние секогаш ќе имаме расчекор генерацијски во размислување. Па јас тоа сакам да го пренесам. Дека за да не прави расчекор генерацијски, таа треба да ја прифати вистината. Таткој бил таков, заради тоа што системот бил таков. За да успее во системот, тој прифатил да игра играта на системот. Да кодоши други луѓе и врз нивните лешеви да гради кариера. Да нивните пропаднати кариери, нивните лоши судбини да гради кариера. И таа така успевала. Мислам дека, бидејќи ова што го зборува е така. Очигледно дека таа не гледа проблем со кодошењето. И сега, можеби, нејзините деца веќе се етаблирани во системот, сигурно. Но, децата на нейните деца, нейните внуци, дали ќе се етаблират ако дојде до промена на системот. Тука е проблемот. Тие нема да можат да се снајдат во системот, бидејќи се научени на тоа дека тоа што дедо им, прадедо им, дедо им и баба им, керката на Серафимовски, нивните родители биле повластени во системот, ќе им прави проблем да се снајдат тие. Сега лошо размислувам, јас знам. За нив е тоа неразбирливо. Друг начин на кој може да се гледа на оваа работа е да се каже дека со тоа што овие луѓе действуваат на начинов на кој што действуваат левичарски и свесно делуваат кон разнебитувањето на македонскиот идентитет и кон свесното и планско осиромашување на македонскиот народ, тие сами својот потенцијален стандард на живот го смалуваат. Зашто Македонија да беше сега национална држава на македонците, со слободен пазар, со функционален правен систем и сите други нишани, сите ќе живеевме подобро. Значи, нема сега во Македонија да биде просечна плата колку е таму 5000 евра годишно, или нека биде толку, туку ќе е 50.000 или 75.000 евра годишно. Ке бевме далеку пред Словенија. Бидејќи нашата местоположба е многу подобра него на Словенија. Значи, тука е она што се губи. Меѓутоа, зошто да размислува така? Во тој систем овие луѓе нема да бидат академици. Не. Туку меритократски тие ќе потпаднат некаде во средината на општеството. Ќе заработуваат многу повеќе од што заработуваат сега. Меѓутоа нема да бидат тие кои што се воврват. И тоа нив им пречи. Тоа е она последно приказната со Авел и Каин. На Каин му пречи зошто тој не е оној што Господ го надарува. И тука е проблемот. Иако се двајца. Тоа е. Тука е проблемот.
Дали има уште нешто да додадеме или да ја заклучиме оваа емисија? Во ред ви благодариме на вниманието уште еднаш и повторно да ве потсетиме да ги лајкувате и споделувате нашите видеа и доколку не се зачленети на нашиот YouTube канал, ве молиме да се зачлените на тој начин да го раснеме каналот и да ги промовираме нашите видеа со цел да здобиат поголема популарност. Ви благодариме на вниманието. Се надеваме дека ќе останете со нас во нашата борба да ја осознаеме и расшириме вистината за Македонија, зашто само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. Благодарам, Елмине, и довидување.